Слушај вам, благодарам на големото внимание за прошлата видеоколумна, каде што, малци на шеговиен начин, го објаснував искачањето на Стево Пендаровски, како и тоа беше неговиот форхенд, а бекендот кој му го направи со широкенија, со варени охридски гевречиња Александар Николовски, мислам го урниса. Се размислував малку зошто една опозицијска партија која претендира да биде нај во држава, дури и кога губи нивниот курч е толку голем дека они се во право, дека од чудни, од ретрограден Меркур изгубиле, дека народот грешел, управо ама грешел, дека сите се лоши, само они се добри, дека само они прогресот на Македонија и така натаму. Сега се случуваат големи промени во светот, во Соединетите Американски држави, кај што прва работа се пресечени сите оние финансиски цевки на крадење пари од американскиот народ, алал нека име, ги испокрадоа, ги потрошија за некакви си овде внатрешни агенти, кои како и зашто можете да замислите. На толку потрошени пари, знаеш што ќе беше Македонија? Викам, пола да не ги украдевте. Од тие пари, од USAID, од амбасади, од СОР. Пола да не ги украдевте за курви, луксус и така даје, и дрога, и шверц. Пола. Четвртина да оставевте, 3/4 да украдевте, четвртина да оставевте. Земјава ќе беше најмалку Словенија. Ви кажу. Толку многу пари имаат испокрадено, тоа е и плюс не задолжија. Пазете, на сите тие пари дадени, официјални, неофицијални, под маса, црни, бели, жолти, зелени, особено шарени, не можеш да ги фатиш. Да, дојде специјалниот представник на американската администрација да провери во Србија како се трошени парите на американските данашни обврзници преку USAID. Во Македонија не дојде затоа што доволно е јасно, а и ситна боранија е спрема големината на крадењето во светот, но доволно е што тоа се скрати. Дали им дојде памет? Дали играат? Не. Сега испаѓа дека Америка е антиевропска, само они се проевропски, и дека само Европа е во право, а све друго не чини. Не осмелувајќи се многу да го вулгаризираат или напаѓаат Трамп, сепак е представник и председател на Соединетите Американски држави, фокусот им е Елон Маск, он не чинел, Елон Маск не чинел, не Америка што им ги скратива, Елон Маск не чинел, Елон Маск го ставија, му рече Трамп, молим те, види кај се краде и пресечи. Важи, нема проблем. Заради тоа плаќа висока цена. Загуби доста милиарди, можеби и 100 милиарди загуби, но и натаму е најбогатиот човек на светот кој е решен да направи нешто добро. И ја искрено му верувам. За разлика од вас, искрено му верувам. На еден берзански шпекулант кој дури не е ни тоа, на едно нацистичко копиле кое има некакво си општество низ Windows-ово, она кој ве финансира со децени, он ви е добар. Се што беше антихумано, се што беше антицрковно, се што беше антимакедонско, тоа ви беше добро. Се ова што е семејни вредности, нормализација, нормални вредности, се тоа не ви чини. Зошто не им чини? Не е идеолошка борбата. Лапанолошка е. Лапањето, пари, джанге, кркензи, шлаке, рке шлаке. Многу вулгарно. Но многу ми е интересно како тоа поминува кај народ. Бидејќи Стево, ако нешто добро кажа дека народот е стока. Со вас сега во опозиција и ова што го правите докажува дека е така. Александар Николовски излезе и му рече: "Дај бе, не се брукај. Ти си
политичар, председател кој изгубил со најголема разлика во историја на Македонија. Значи, до толку небитен. И одеднаш го вадат и он да каже, не чини Америка, ние ова, Кина не чинела, Русија не чинела, се Америка не чини, што чини Франција и Германија чинеле, а они биле управо, додека не се смени таму. А ќе се смени таму, бидејќи притисокот кој е сега на нив, финансиски сами да живеат, бидејќи беа цицалчиња, од каде цицаа пари? Економијата на Франција и Германија за онакво курчење, за онакво финансирање војна како што ја финансира, очигледно дека не ја финансира они војната. Тоа се пари од Америка кои ги рефинансираат таму. Сега ќе требале они 100 милиарди да дадат да финансираат. Европа зборам. И што испадна? Не помина. Зошто не помина? Унгарија била крива. И таман мислиш, викам, ајде, ќе биде сериозна и оваа колумна, пошто толку. Извадија една будала опозицијата, небитна колку да излае, а овие да седат, ние никогаш ни збор лош не сме кажале за председателот на Америка и за администрацијата и доге и почитување од господин Мальтој. Ние имаме демократија во партијата се излезе. Никој ничим изазван од никаде, најлошиот градоначалник во историјата на општините на Скопје, Жерновски искача и вика, добре, дојдовте, као ме нема од вчера. Знаеш, ја битна лична, ама имав работа. Еве сега се враќам од работа, јадев мочав сервис, сега да ви кажам, добре дојдовте во новото нормално кое сме на западно-балканска линија на Орбан. И демек Орбан е лошото дете на Европа, Орбан е се што е лошо од Европа, пошто Европа е добра и така натаму он е лоша. Пазете, Унгарија е дел од Европска унија. Унгарија колку и да се кара и не се согласува, не сме ни да помисли да го откине Орбан или Унгарија. Затоа што англичаните веќе им кажа што мислат за Европска унија. Освен оние со роспии што не ги прават овдека, па да ни солат памет дека ние мораме во Европска унија. Ја немам проблем со Европа. Ја сакам во Европа, јас сум најшетано дете што шетал у Европа. Како ме убедуваш дека таа проклета црна бирократија бриселска, она е Европа, дека тоа место за крадење е Европа. И сега Жирновски искача, викам, човече, викам, сега ќе го распука, ако Александар нема време, пиштојќи човеков излезе и последно сега што му беше, му вика, до крај на месец март имам 60 километри ги пуштам во употреба. 60 километри патишта, само во месец март, пази, скоро сме пола месец. На пола месец од март, он скача и вика 60 километри. 60 километри немате направено. Ти со твојата небеска, космичка неспособност и твоја партија немате направено за изминатите 7-8 години, али затоа беше амбасадор ти. И велам најнеспособен, не само да ви кажам најнеспособен градоначалник, бидејќи како памтам дека е градоначалник кој дојде на местото после Тодоровиќ, Тинекс. Тодоровиќ Тинекс, ако ништо друго, направи во центар Паркинзи на спрат. Целиот оној дел во центар успеа да го среди, да го направи како беше зелен појас, знаете, она градски зид што е од бекот тука натаму, го поплочи. Не памтите, затоа што не ќете да памтите, бидејќи вашиот не го направил тоа. И се сеќам месец дена од како он доаѓа градоначалник на центар, имаше таму едно продавниче за храна, доаѓам со велосипедот и гледам, нешто се работи и прекопуваат. Што прекопуваат? Земјата за травата. А травата беше убава, зелена, али не чинела, они процениле, они се професионалци, космички, нив Танос ги праќа со 6 камења у главата. И искача жената од една продавница и вика, ве молам, вика, можете ли барем овој
оваа плочка, то се камени дебели плочки кои ги постави трајни господинот Тодорович и го среди, вика може, а таму стоеше, демек као ги надгледува, знаеш, Радован Треći, исти, Шупак, ги надгледува и женава му вика, господин градоначалниче, на општинен центар, вика, може ли, вика, работниците додека се тука, вика, барем овие две плочки, вика, што се расклатија пред нашиот доаѓање. Реченицата е, ќе ја парафразира. Нема ни да се пипне, дур не се распадне било што они претходно имаат направено. Дали ви сега јасно зошто оној зелен ѕид кај Мериот и уште на неколку места кои ги направи Коце Трајановски, кои се и кофинансирани од повеќе компании, кои треба да бидат филтер за чист воздух, каде што како не еден билборд од двете страни има пропусност за воздух и растат специјални растенија кои брзо растат, кои имаат голема густина, кои се како ползавци и така натаму и служат како филтри за прашина и честички во вода. Сега остаи тоа да се исуши. Дрвцата на плоштад засадени претходно од плоштадот направен од Коце Трајановски уништени беа од шлеговача. Зошто? Тоа е тоа, вика, значи не е важно дали е добро. Чиме од нив да се уништи, да се упропасти. И тоа е нивна филозофија. Викам сега, кој ги ќе излезе, викам, и сега барам стално овие 2-3 дена од како Жириновски излезе да ни држи лекција дека оваа власт била проамеричка, ама уствали орбанистичка, па нонсенс, мислам. Нема рационална мисла, освен можам да го замислам така некој платеник на Сорос кој сега му се секнати пари, љуте, пизди, треба да се ги заработи парите и нели, ќе плюка по власта и така натаму. Очигледно и овој, не знам што да ја кажам. Очигледно дека ни опозицијата нема кого да извади и вадат од нафталин, знаете, оние не ова нафталин, ова се оние сцените од Елиен кога Рипли влегува онаа лабораторијата и неуспешните експерименти од неа во тројката. Не, во четворката, во четворка. Неуспешните, вака е експерименти, вади, ова е живо, тури го кажи таму колку се лошо, овие Орбан не чина, До крај на месец 60 километри. Не можеш 3 месеци да те оставам на Google мапа да покажеш што твојата партија направи 60 километри за 7 години. Очекував Александар Николовски сега, викам да не е у Охрид човекот да не купува варени гивречиња, па широке никако ќе го замава, ама очигледно и не му е под нивото, пошто овој председателски свежи исто и така ната. И тоа е во таа мизерија и дури и да слабо имаш некаква навивачка наклонетост кон едните или кон другите, викаш, чекај бе, кој е овој што искаже? Што е фактор овој што збори? Кој е овој? Што има направено за да ја нешто го почитувам? Цел живот паразит кој ништо не спо... Да, се извинувам, ќе рушеше на страшницата на ВМРО ДПМН. Па, искрено да ти кажам, бар да ја срушеше, ќе го поштуев, имал кохоње, сна, го направи тоа. Праведно, неправедно го направи. Ни тоа не го направи. Исто како Шилегов, што ќе ги рушеше галиите. На крај што направи? Уништи една галија, приватен бизнис, не вирета. Како немам пари? Како немам пари да ја земам? Да му платам на претходниот газда за сите маки, сите пари фрлени. Ја да направам и да точам бесплатно Шилеговача, празноварица кава да речка, празноварица кој ќе дојде да шлјока овдека до избезумено едно ресторанче за нормални луѓе, а за ненормални Шилеговача колку сакате. Деструктивноста на вулгаризмот, на една пропадната политичка идеја, израсната паразитски само на туѓи пари, без логика за некаков прогрес и некакво идење напред, со лажни флоскули дека е тоа прогрес за Европа, за се,
со сето продавање без размислување, идентитет, територијална поделба, промена на име, промена на устав, промена на знаме, потпишување Охридски договор и пописот, кој веќе е науставен и ќе се размислува. И сега, слушај, еве, најлоша власт е, еве во право сте, дека оваа власт е најлоша што може да биде. И пак е 100.000 милиарди светлосни години подобра од вас. Знаеш што е ова? Ова е да извршиш самоубиство од заседа. Па дури она фејкано селфи за 8 март у Струмица. Само расширено подалеку од ниско да сликаме, као да има 10 метри, као јако аз снимам овдека, па тоа да делува као студија. И фала на оние што ме вадеа цитатите кога правев глупости. Демек, видите го, Јанко будала. Да, Јанко е будала. Thank you very much. Немате појма колку ми импонира тоа што ме перцепирате како идиот, будала, кретен, затоа што се сум, само глуп не сум како вас.